Продажни цени, попусти и промоции, маркетите, аптеките, салоните за бела техника од петок мора на веб страна да ги објавуваат сите детали околу производите кои ги продаваат. Досега ниту еден трговец не се пожалил до Министерството за економија дека има проблем да го спроведе законот, па согласно тоа, ако од задутре не се објавуваат цените како што е наведено во правилникот, ќе следуваат казни. Законската обврска не важи само за микротрговците, односно тие кои имаат до 10 вработени. Продавниците ќе мора да ги објавуваат цените на дневна основа, односно секој работен ден до 10 часот. Ценовникот треба да содржи назив на стока, производ, трговска марка, модел и слично, продажба цена со ДДВ, единична цена по килограм, литар и метар, опис на стоката, достапност во продажен објект, редовна цена со ДДВ, промотивна или попустна цена која треба да содржи цена за попуст изразен во проценти, вид на промоција, дали е тоа промотивна понуда, пакет за лојалност или сезонски попуст, како и времетраење на промоцијата или попустот. Објавувањето на податоците онлайн се очекува дополнително да ги намали цените, затоа што ќе се зголеми конкурентноста. Во меѓувреме на сила е одлуката за ограничени цени и маржи на 102 групи на производи која завршува на крај на месецов. Според Министерството за економија, мерката дала резултати. Дали ќе има нови мерки, ќе зависи од инфлаторните движења. Инфлацијата е во стабилна фаза. Ако се случува на наредниот период, што и да се случува, ние ќе го следиме ситуацијата, ќе бидеме во тек и врз основа на тие работи што ќе се случуваат, ако случајно се зголемува инфлацијата, нормално дека ќе постапуваме соодветно, ќе донесеме други мерки. Инаку за непочитување на одлуката на маржите досега клуч на врата добија 9 правни субјекти, вклучително и маркети, аптеки и увозници дистрибутери. Тие добија забрана за работа од 15 дена, а изречена им е и парична казна. Од над 500 контроли, пазарна нашла 65 неправилности, за што се изречени парични казни.